Не постои дно кое овој судски совет не успеа да го пробие. Одлуката дека судиката Даниела Алексовска-Стојановска донела законска пресуда и постапувала непристрасно во случајот на Васил Јованов за трговија со дрога е и повеќе од срамна и непрофесионална, сметаат познавачите. Поранешниот министер за правда Михајло Маневски вели дека при своето одлучување судскиот совет не одговорил на голем број прашања. Пред се провериле ли дали судот претходно имал донесено ваква полесна пресуда за трговија со дрога? Крајно непрофесионално и неодговорно. Мислам дека е тоа срамна одлука за еден судски совет како највисок орган кој што треба да гарантира самостојноста и независноста на судската власт. Дали тој судски совет утврди тој исти судија Алексовска во колку други случаеви изрекла на полнолетно лице заводска мерка. Дали опште има таков случај? Васе Јованов сторил кривично дело трговија со дрога и тоа не мала количина и не само лесна дрога. Врз одлуката на судскиот совет, Дамка фрли одлуката на апелација да ја промени првостепената одлука на Алексовска-Стојановска и Васил Јованов да го осуди на активна казна затвор од 3 години и 10 месеци. Според Маневски, срамно е како може овие две институции да имаат сосем различни гледишта на овој случај. Судскиот совет не знам дали го стави на крај памет тоа и дали ја имаше одлуката на апелациониот суд. И за како може највисокиот орган на судската власт и највисокиот суд кој се одлучува по жалба да имаат сосема диаметрално спротивни гледишта. Па ја не знам што не рачуна на граѓаните еден ваков судски совет. Довербата во правосудството во Македонија последниве години е на катастрофални 2%, па според многумина тоа е причина за длабоки реформи, па и целосно распуштање на судскиот совет. Ова е тотално деградирање на целиот судски систем. Овој судски совет треба одма да замине во целина. Ваков судски совет не му треба на никогу, затоа што ваков судски совет не доведува до тоа што треба да значи остварувањето на право и правда на граѓаните. Катастрофа е ова што се случува. Собранието треба да одлучува за интерпелациите за членовите на судски совет Весна Дамева, Павлина Црвенковска, Тања Чачарова-Илиевска, Селима Деми и Милјази Мустафа. Но според она што тие го говорат, дури да им биде изгласана интерпелацијата, тие не чувствуваат морална и професионална одговорност, ниту пак ќе си поднесат оставка.